Најубавите приказни и во новото мајско издание на Охридски приказни во Форт Кафе. Михајло Филев, Охридска бисерна приказна. Магистер по дипломатски науки, четврта генерација на старата охридска фамилија Филеви, која ја чува тајната за охридскиот бисер. Почесен конзул на Република Србија во Република Македонија. Сопруг, татко, другар, човек од Охридската чаршија. За тоа каков сакаме и каков може и треба да биде Охрид. Затоа што Охрид сме сите и сите сме Охрид. Форт Кафе, четврток, 11 мај 2023 година, од 19 часот. Охридски приказни со Михајло Филев. Заш Охрид е градска приказна. Михајло Филев, роден во Охрид, 23 мај 1981 година, во семејството Филеви, од родители Никола Филев, Василикија Филева, оженет за Мирјана Филева. Имаме 3 дечења, Мина Филева 13 години, Ирма 9 години и Никола година и 4 месеци. Едноставно, секое семејство си има своја историја, своји фундаменти. Охрид како еден посебен културен центар кој е со идеална позиција и обдарен од природата со сите културно-историски и природни својства, не прави горди и затоа можам да речам со еден пиетет сум среќен што се родив во Охрид, во Македонија и секако во семејството Филеви. Тоа го одредила судбината и односно висшата енергија. Но тоа секако е една обврска и една цел да бидеме подобри од нашите предци и да се трудиме да воспитаме подобро поколение во иднината, да ги преземат истите товари и да се продолжи традицијата во создавање на најдобрите охридски приказки кои не етаблираат на највисоко место во светската култура. Јас пораснав во Охридската чаршија. И сум многу горд како личност што во денешно време сум изграден и пораснат низ многу генерации и помлади и постари. Значи Михајло Филев секогаш бил отворен за дружење, секогаш воспитуван во духот на хуманизмот, толеранцијата и почита. Мојот респект према сите пријатели, граѓани, роднини бил на високо ниво, односно тоа е една дарба која имаме на срдечност, со огромен пиетет према секого. Значи секогаш сум се трудел и така и се осеќам без суета, со една позитивна енергија и со еден оптимизам према се она што не обкружува. Чаршијата е главното јадро и плуќата на еден град. Во чаршијата буквално се сите школи, сите универзитети кои се потребни за понатака во образованието на секој човек. Бидејќи без тие еволутивни патишта не можеме да бидеме комплетна личност. Па така да и траекторијата на моето образование започнува во Основното училиште Свети Климент Охридски, во гимназијата потоа Свети Климент Охридски исто во Охрид, па на факултетот за туризам Свети Климент Охридски се поврзано и потоа се дообразував и на дипломатските науки, како магистар на дипломатски науки. Секогаш сакам да научам нешто повеќе. Секогаш ми е целта да купувам знаења и искуства свежи, значи да се на образованието да биде на највисоко ниво, бидејќи тоа вреди е најбитно богатство, се разбира, али секако тие атрибути кои ги спомнавме од чаршијата, од тој живот се една синтеза која на крај се добива една комплетна личност подготвен за секакви предизвици. Кога ќе спомнеме семејството Филеви, секако одма не асоцира на нашата традиција
на нашиот фундамент или семеен идентитет, а тоа е најреткиот занет Охридскиот бисер, кој е многу битен како бренд и за градот Охрид, и за Македонија, а секако и за целото културно наследство. Бидејќи, тоа како што спомнавме, судбината одредила да се родам во семејството Филеви, а со тоа и љубовта и одговорноста према занаетот ми е секогаш на приоритетно место, и затоа и јас уште од мали нодзе, детската игра ми беше секако во работилницата, секогаш ги гледав како се одвиваат тие процеси во изработката на Охридскиот бисер, и тоа ми овозможи да едноставно добијам посебна волја и посебна сила за да тој товар го преземам како четврта генерација. Инаку, Охридскиот бисер ни сите овие години, скоро 100 години навршува нашата традиција, започнува се во 1921 година. Тука можеме да кажеме дека мојот прадедо Никола Филев, кој е и собственик на ресторанот Велика Србија кај Чинарод, во тоа време, нормално, Македонија била во многу општествени циклуси, историски периоди, така да тоа е владењето на кралството на Србија, Хрватска и Словенија. Е инаку прв хотелиер запишан за Охрид, и тој во својот ресторан и хотел едноставно и тоа судбината делува да запознае еден посебен човек по име Јован Субановиќ, кој доаѓа од Бајкалскиот регион, односно пребегнал од Октомвриската револуција. Во тој период, него срдечноста на мојот дедо, едноставно и пријателството кој се развија со Јован Субановиќ, допринесува да Јован Субановиќ е еден од последните мајстори, односно човек која знае патент формулата, односно тајната за изработка на Охридскиот бисер, односно бисер кој се добива од рибна карлушка, односно плашица, а која е поврзана со Бајкалското езеро, бидејќи Бајкалското езеро и Охридското езеро се од исти геоморфолошки состав на потеклото и имаат истата флора и фауна. Така да кога тој ги видел плашиците, односно кога видел рибниот фонд во Охридското езеро и сличноста, тој одма сватил дека и тука може да проба. Кога пробал, направил успешен експеримент и така видел дека формулата успева и во Охрид. И како благослов за пријателството и добрината што ја направил преку пријателството мојот прадедо Никола Филев, му ја оддава тајната за и овде ја продолжи традицијата за да се изработува бисерот, односно потоа го добива името Охридски бисер, дека е со географско потекло од Охрид. Во истото време тајната добиваат и Талеви, значи ние со семејството Талеви делиме иста тајна, ние сме еден еснав, природен, кој едноставно се подржуваме и го продолжуваме овај занает како традиција, и ево со наредните генерации ќе овозможиме да овај занает продолжи да се изработува и да биде посебен белег на градот Охрид и Македонија. А ние во овие 100 години едноставно преку трудот на 4 генерации кои макотрпно се борија низ сите општествени и временски периоди кои се затекнала Македонија, низ сите нормално и тешки историски периоди, успеавме да го задржиме и зачуваме Охридскиот бисер како најпрепознатив бренд и најубава приказна за Охрид, која има многу историја, многу еволуција. Затоа сметам дека Охридскиот бисер докажано е низ сите анали, факти, односно сите историски архиви, како во Македонија, Охрид, во соседството, во Белград, во Софија, дури и до московските архиви постојат релевантни податоци и факти за постоењето и вистината на Охридскиот бисер, која се темели врз патентирана формула, која е донесена од Русија, и истата е продолжена да се патентира, па во времето на СХС, ние првиот сертификат го имаме 1928 година, и затоа така и бележиме традицијата дека почнува, бидејќи тогаш првиот сертификат е доделен од кралството СХС или лично од српскиот крал Петар. Значи, потоа ние бележиме во времето на Југославија, Јосип Броз Тито исто си го заштитува патентот на Охридскиот бисер. Па потоа кога стана Македонија независна, во 90-тите години Киро Глигоров станува покровител на Охридскиот бисер и заштитник. Потоа го заштитуваме во сите меѓународни светски институции, значи се работи за патент, значи не измислица. Ние сме патентирале нешто во рамките како што тоа го сториле и Кока-кола, и Мерцедес и сите други патенти кои спаѓаат во номенклатурата на трговските марки низ светот. Значи прво тоа се испитало кај нас на овие простори, па потоа тоа го испитале и меѓународните институции
И затоа ние кажуваме дека патентот ние веќе го предадовме на Македонија. Сега Македонија има бисер. Македонија има патент. А постапката која ја знаат, односно трговското право, е дадено на Филев Италијови, бидејќи тие ја знаат патент формулата. Затоа тука да нема забуни. Сега, нормално, од кога ние веќе станавме етаблиран бренд, од кога веќе сме признати и познати низ светот, низ сите меридијани, а со тоа индиректно и нашата култура и традиција на Охрид и Македонија и овој регион, секако има и луѓе кои сакаат да си плетат различни приказки, на некого не му одговара, но сите кои зборуваат и го негираат охридскиот бисер, се негираат самите себе, си ја негираат својата култура, својот регион, својот препознатлив белег. Значи, како што на германецот му е мерак да каже да од Германија и таму се прави мерцедесот или американецот Кока-кола, така и на охриѓанецот, македонецот треба да е среќен што доаѓа од Охрид и се прави охридскиот бисер. И тие секогаш, секако јас ги поздравувам, има многу огромен број на луѓе кои го почитуваат охридскиот бисер и му е многу драг спомен кога ќе го носат надвор од странство и тие гледаат колку се респектирани кога ќе го однесат тој подарок. Охридскиот бисер, спомнав, е специфичен занај, значи не може да се изучи во ни една школа. Тоа е сепак судбина, треба да си во Филев или Италијови за да научиш патентот. Али мора да има и макотрпна работа, се си има своји тешкоти, се си има своја посветеност. Наравно, секоја генерација си направила своја жртва за да го задржи и секако надгради. Ако припаѓаш овој занајет како златарството, како филигранството, како бакрорезот, како резбарството, ќе можеш да се изучи. Овој занајет затоа е енигма и тајна и затоа се остава простор за многу шпекулации дека се набавува. А од друга страна пака сака да го користат охридскиот бисер и тие што го негираат, да си го продаваат и тие, значи тогаш му одговара да има охридски бисер, а кога ќе се спомнат Филев Италијови, охридскиот бисер е веќе провален, сите продаваме исто, но не е така. Тој се познава по сите физичко и хемиски својства и се препознава. Затоа и го дадовме испитување за да се направи тоа во права рамка. И утре кога ќе дојде пример инспекција, сите бисери да ги исконтролира, ние можеме гордо да стоиме дека ќе бидат по тој квалитет и се разликуваат и во тежината, и во бојата, и во сите работи. Затоа не можеме да се најдеме на тие пазари каде што ги купуваат сите. Значи, секако, и ние имаме природни материјали, зашто најоригиналниот бисер потекнува од школка. Но ние имаме затоа патент формула која поврзува две природни материи. Да, поврзуваме и школка, односно срцевина на школка, каде што се прават формите, и емулзијата, која е таен патент, а се прави од крлушките на рибата. И тога се премачкува и добиваме спој на две природи. И затоа е поразличен и секако затоа тука се остава простор на некои луѓе, одредени, изолирани, да шпекулираат, да прогнозираат, да даваат некои аксиоми и други работи. Но нашиот занајет е толку познат и етаблиран и стар што е и постар од нив, така да нивно прашање, тоа е нивен проблем, тука не навлегувам, ние одиме понатака, ние секојдневно твориме, секојдневно се бориме, презентираме, промовираме. Охридскиот бисер го има на сите меридијани во светот, а нашето семејно познанство, односно нашата семејна репутација датира веќе скоро 100 години. Ние имаме пријатели, јас сум запознал толку луѓе преку тој занајд што да речам од Канада до Австралија и од Скандинавија до Јужна Африка имаме секаде луѓе што не поддржуваат, сите луѓе се тие обични, значи сите се тие наши пријатели кои се запознале со и квалитетот и производот и со индиректно со Охрид и со Македонија. А по се Охрид е посебен бисер, затоа е некако Господ одредил да правиме и охридски бисер, така да се биде поврзано во една бисерна приказна. Охридскиот бисер во семејството Филеви има еден посебен респект и однос, секако семејниот тим е најбитен за да се одржува и да се изработува. Значи секој член во семејството си има своја задача во кој дел и како да се произведува. Значи, машкиот дел, односно каде што е тајната постапка, е конспиративна и се изработува емулзијата. Потоа се креира, секако женската инвентивност е пресудна, тука се нашите дами низ историјата, како мојата прабаба, мојата баба Славјанка, а и секако нашите гени во семејството се многу мешани. Мојата прабаба беше Австрика од Виена, Хермина Рајзингер се викаше, така да внуката е крстена. Мојот дедо, што сум крстен Михајло, не стигнав да го запознам, нажалост почина, но од мојот татко Никола ги научив прецизно и доследно сите постапки во занајетот. Тој беше прво дете на мојот дедо
и беше најсериозен израел кој што тој на 15 години ја научил тајната. Јас ја научив веќе на 19, каде мора да се дообразувам и со филигранството, златарството, обработка на драги и полудраги камења, како една инвентивност и една иновација во наредните мои проекти кои во овие 20 години од моето работно искуство со охридскиот бисер постигнав една палета на многу интересни модели и производи кои не се класични, а се едноставно применливи за сите категории, за сите дами кои преферираат секаква различна гардероба, некако за современиот дизајн, се нешто секој ден мора да се промовира и да се пробува за да добијаме некој прифатлив модел кој е интересен за наредната сезона или за сите пребирливи дами, бидејќи дамите се најдобар показател дали нашиот модел е во ред и дали треба нешто да се промени. Затоа јас и во приватниот живот и во професионалниот не сум суетен, секогаш трпам критика и тоа е во интерес да бидам подобар и да не ги повторувам тие грешки. Инаку тука сакам да надоврзам дека на повидок и петтата генерација, мојата ќерка Мина Филева има голем афинитет и голема љубов, почнува веќе да креира, да моделира. Тука веќе повлекува и незината сестра Ирма, секако пред се треба и детската игра да се практикува, тоа многу е битно и јас низ мојот живот секако не се лишив од детската игра од улицата и од чаршијата, ги поминав тука на убавите работи, но секогаш наоѓам време, барем 5-10 минути да посветам, да се задојам со таа љубов према занаетот, бидејќи тоа, како што реков, е фундамент, идентитет на Филеви, на Талеви, на Охрид, на Македонија, на светското културно наследство. Со тоа сакам да кажам дека и Охридскиот бисер веќе и во правна рамка заштитен покрај македонските институции, така е веќе заштитен и на меѓународно ниво во асоциацијата на светските патенти ВАјПО, и тука веќе сме рамо до рамо, како што спомнавме, со брендовите Coca-Cola, Samsung, тоа е веќе дефинирана и решена работа. Затоа реков, тука веќе си има докази, си има институции кои тоа го утврдиле, покажале и ја наградиле таа 100 годишна историја, истрајност да патентот и тајната и благословот на Јован Собановиќ кој го даде на Филеви и Талеви опстои. Посебна чест и задоволство ми представува тоа што Република Србија ме избра за почесен конзул во Охрид и на Охридскиот регион, односно во Република Македонија. Неизмерно сум горд и среќен, бидејќи сепак некој ја следел мојата работа, пожртвуваност, презентацијата на културата, бидејќи ние секако имаме заедничка историја со сите соседи и, како што реков, сме како бренд на едно високо ниво, како заштитени светско културно наследство, но и секако како личност, како индивидуа, мојот отворен пристап, мојот реален поглед према светот, мојот космополитизам, мојата љубов према човекот, мојата хуманост, сето тоа воспитување што беше даден моите родители и предци провладе, едноставно јас нема човек кој го мразам, сите ги сакам и ги почитувам, во секого ги гледам на љубавите работи. Тоа е фундаментот ние да продолжиме да го живиме овој живот со сите предизвици и да го спасиме на некој начин светот. Тоа мора да го сватат сите, да се обединиме, да работиме на заедничката иднина која мора да ја соградиме во цврсти темели за да можеме тоа да го пренесеме и на следната генерација да продолжи по истиот терки, по истите тие морални и етички вредности. Па така да јас мојата нова функција ја посветувам на граѓаните на Македонија и Србија, без разлика на политичкиот, верскиот карактер, етничкиот. Ние сите заедно треба да работиме на економијата, на туризмот, на поврзаноста и секако тоа ќе биде еден фундамент и еден добар еклатантен пример за сите народи кои не окружуваат, да заедно сите одиме во посветла иднина преку сите овие економски, туристички вредности кои ќе се поврзат и се создадат во едно заедничко дело, ќе бидат мотивот за сите ние тоа да го практикуваме и да го валоризираме кој една успешна балканска бајка. Со Република Србија морам да признавам дека односите пред се пријателски помеѓу граѓаните, а тука ќе потенцирам дека и моето потекло од страна на мојата прабаба Данка Елезовиќ е од Вучитрн, мојата баба Љубинка Елезовиќ е од Приштина, односно тука се родени,
така да имам и некои корени кои влијаат, но секако Македонија и Србија имаат идеални билатерални односи, имаме доста мешани бракови, едноставно ние сме едно семејство. Тука ми е мене лајд мотивот да ги насочам сите мои енергии и сили, да можеме да соработуваме на сите полиња, ги делиме сите заеднички вредности во сферата на културата, во сферата на уметноста, значи во сите пори сме ние тесно, близко поврзани. И тоа ми даде за голема среќа и голема љубов да сета таа моја позитивна енергија ја насочам тука, помогнам на двата братски народи за уште потврсти фундаменти и уште потврсти стопи во нераскинливиот мост кој е изграден многу векови уназад, а сега ова све се потврдува и уште се зајакнува во многу посветла иднина. За почесен конзул на Република Србија со седиште во Охрид и Македонија сум именуван на 23 јули 2022 година. Сум благодарен за безрезервната поддршка и доверба на двете влади на Република Србија и Република Македонија и двата братски народи кои ми ја окажаја. Не чекам ни минута, одма почнувам со работа уште од тој период. Направивме неколку проекти за почеток многу мокни. Во овај момент работиме до крај на ова година на реализација на уште повеќе проекти. Тоа пополека ќе ги најавиме, кога ќе бидат веќе готови и припремени за јавноста. Значи, поддршката имаме максимално од сите институции. Народот соработува. Таа љубов и кохезија веќе имаме осетено во многу наврати, кога секогаш братска Србија ни подала рака безрезервно. И тоа, како што спомнавме, ќе биде еден убав сигнал за сите балкански други братски народи држави да заедно сите соработуваме и бидеме отворени. Јас искрено имав понуди и од други држави за почесен конзул да бидам, но едноставно љубовта према Србија, братскиот однос и се она што не обкружува многу векови назад денеска и во иднина, безрезервно, без никаков интерес ме насочи и едноставно одлучив и одредив категорично и цврсто да ја прифатам и да ги застапувам Македонија и Србија. Охрид со целокупниот негов природен, историски, културен потенцијал има капацитет за безброј содржини, милиони иновации и бескрајни понуди. Само апсолутно треба да ги запрегнеме рацете и да го земеме тоа што природата ни го дала пред очите. Немаме многу време, мораме хитно да се мобилизираме. Пред се мора да сватиме дека Охрид треба да биде надпартиски. Охрид мора да го искористи потенцијалот на сите луѓе кои нешто творат, нешто знаат, разбираат, квалитетот максимално да се исцрпи за да се валоризираат сите овие гранки во туризмот. Бидејќи освен туризам, ние стварно не можеме да очекуваме на ништо друго, се добре дојдено, ево како што рековме, и фабрики, и секаков тип на економија, но пред се природата не обдарила со толку убави природни содржини и културно-историски споменици, што максимално треба да се валоризираат и да се стават во погон. Секоја улица, секој камен има своја историја, ако почнеме веќе од културната понуда на Охрид. Да гледаме розево, малци оптимистички, во тој дел сме добри, но мораме да имаме и план Б, односно да го развијаме и околниот регион и околината на Охрид и сите пропратни природни средини кои се во близина, за да бидат поврзани во приказната на Охрид и во целокупната подар. Почнува веќе руралниот туризам да се развива, тоа е добар позитивен сигнал. Така да сега е моментот да се охрабрат луѓето, бидејќи нажалост имаме голем одлив на стручен кадар од секаков тип и на интелектуалци и на луѓе кои се веќе поврзани во туризмот, али мора да најдеме модус тоа што останува да се зачува, другите генерации кои доаѓаат исто да се запазат и да се задоволат да не го напуштат Охрид и Македонија, бидејќи ќе дојдеме во еден безизлез колку и да можеме да направиме без човечки потенцијал
од секаков аспект нема да можеме да функционираме. А толку сме наградени од Боговиот природава што гревота е ова да се на некој начин остави. Можеме све да направиме на највисоко ниво и се да биде на приказна и на содржина плюс и сето тоа да има бенефит и за економијата на Охрид и на Македонија и за регионот. Значи, тука морам да потенцирам и апелирам подхитно автопатот Охрид да се направи, тоа е број еден. Значи, тука не можеме да заобиколуваме. Се надевам, сум оптимиста, ќе биде што поскоро и секако во делот на хотелерството, рестораторство, што повеќе да се инвестира, што повеќе да се направи добра позитивна клима и на државата и на кредитните линии кои може да се обезбедат. Тука треба само да сме решителни за да направиме подобри ресорти, да направиме подобра понуда, да се ревитализираат останатите капацитети кои ги имаме, а ги имаме многу добро познатите, како што се Палас, како што имаме тука во самиот центар една прекрасна поставеност, што од дамнешни времиња луѓето размислувале добро, ги имаме готови тие сите проекти. Значи тука ги охрабрувам сите да завземат став кон решавање на тие проблеми за да добиеме ние една подобра слика и подобра можност за сите тука да просперираат. Тоа се фундаменталните, односно круцијалните прашања за да бидат решени во иднина. Охрид е бајка, Охрид е љубов, емоција, инспирација, муза на некој начин или нема таков збор во нашата литература напишен за да се опише Охрид. А како што реков е обврска. За да се зачува, да се надгради во подобра конотација и смисла и предаде на наредните генерации, нормално и тие воспитани за да можат уште да бидат подобри. Охрид изобилува од приказни. Значи, Охрид има толку приказни, толку митови, бајки, легенди, а и реални основи. Ево пак ќе речем како што е Охридскиот бисер, али секој тел, секоја уличка, секој дрво, секој камен и капка од езерото има своја убава приказна. Сето тоа го знаат, странците многу повеќе знаат и повеќе го ценат Охрид од ние колку што го сакаме и цениме. Кој дошол во Охрид посакал секогаш да доаѓа и секоја прилика ја користи, дали од нашиот регион во близината од Балканот или од секаде во светот. Значи, нешто невероватно на врховниот креатор, односно природата направено на светот. И јас како човек едноставно кој се родил, кој потекнува од едно од најстарите семејства од градот Охрид, таа љубов едноставно и генетски доаѓа на самата површина. И секогаш мотивот за творење, за се она што не прави горди и успешни, го црпиме од тоа се што е во Охрид, од природни и културни реткости. Затоа туризмот треба да се темели на овие едноставно дадени природни реткости и приказни за да се валоризираат и од се тоа е евидентен и неминовен успехот. Охрид го доживувам и разбирам и мојот живот во Охрид како една награда од природата. Убавина без крај, извор на енергија без крај или градот на светлината. Едноставно, сите атрибути и сите убави работи кои може да ја создаде природата се тука во Охрид. Охрид едноставно е завет на светот, центар на светот. Уште од самите мали мој ноцет кога сум едноставно доживил Охрид и сите луѓе кои го чинеле во тоа време Охрид оставиле длабока трага на еден локал патриотизам. И секако пак ќе спомнам мојот занет кој е исто еден дел од Охрид и промотор на Охрид и голема обврска да и преку тој занет ние твориме за Охрид и така го презентираме. Нормално, пак ќе ја спомниме чаршијата, пак ќе ги спомниме сите наши реткости, сите наши споменици, како што се Самуиловата тврдина, како што е Плаушни, како што се црквите, манастирите кои се 365 во овој регион. И како верник можам да кажам дека
добрината пред се треба да ја акцептираме од тие цркви и манастири. Имаме ние тука светци. Охрид е центарот на православието. Охрид е центарот на писменоста. Охрид е центари на многу научници, на многу писатели, на многу творци и преродбеници. Охрид е се за Македонија, се за светот. И сакам Охрид да оди во уште подобра насока, да биде пред се зачуван Охрид. Она се што го оставиле, барем да го зачуваме. А она што можеме да го изградиме, да не се двумиме да го направиме. Да не ги гледаме еднократно работите. Да ги гледаме работите долгорочно. Бидејќи тие остануваат и за нас, а и за идните генерации. А тоа ќе биде и мотив да идните генерации исто отворат и така да оди тоа во една прогресија. Секој да биде подобар од претходните, а секогаш да ги спомне претходните. Ние живееме во сегашноста. Ниту можеме да се вратиме во минатото, ниту да ја предвидиме иднината. Ние треба да мислиме сега што ќе направиме. А потоа ќе се чита и во минатото, а со тоа ќе ја збогатиме иднината. Пред се, сите сме се родили од љубовна приказна. Сите живееме со еден оптимизам и со приказна. Најпој ќе не весели добрата приказна, што има добар крај. Охрид е приказна, успешна од секој аспект. Ние треба да се трудиме оваа приказна да задржиме, да ја надградиме, да создадеме уште подобра приказна. Таа приказна да ја прочитат идните генерации, да ја надградат во уште поуспешна и повесела и приказна со среќен крај. Заш Охрид е градска приказна.